Дали знаете дека во античкиот град Баргала е пронајдена резба стара 17 века? На таа резба во дрво се представени луѓе, лавови, геометриски декорации од крајот на 4 век. Во Македонија се зачувани голем број предмети, релјефи и верски украси од резба од периодот од 14 до 19 век. Најпознати школи во тој период во Македонија биле Прилепско-Слепченската резбарска школа во 15 и 16 век и Дебарско-Охридската од 19 век. Најпознати сочувани дела се иконостасите во црквите Свети Јован Бигорски кај Дебар и Свети Спас во Скопје. Покрај тоа и побогатите куќи биле украсувани со мотиви од резба. Познат пример за тоа е таванот во една од собите на денес музеј куќата на Робевци во Охрид. Дали знаете дека ктитор на Амамот во Скопската чаршија е Дауд Паша? Тој го гради објектот за време на неговата позиција како румелиски беглербек во периодот од 1489 до 1497 за потребите на својот харем. Еден дел од Амамот бил наменет за мажи, а другиот за жени. Во двата дела имало простории за пресоблекување, простории за аклиматизација пред и по капењето, тоалети, берберница, простории за депилација, за заедничко капење и простории за индивидуални бањи. Се смета дека Амамот имал 99 чешми. Постојат легенди дека тој никогаш и не бил пуштен во употреба. Христијанското население ја раскажува приказната за некаква клетва кон овој објект поради градењето врз темели од стара црква. Затоа, на првиот ден од неговото отворање, наместо вода, според легендата се појавиле змии кои ја каснале ќерката на Дауд Паша, пошто тој наредил Амамот да се затвори. Присуството на записи за неговите приходи ги оспоруваат овие народни легенди и посочуваат на високи трошоци за одржување на активниот Амам, како можна причина за неговото затворање. Се верува дека објектот бил и значително оштетен во природните катастрофи, како што беше големиот земјотрес во 1555 година или големиот пожар од 1689.